Беровските матуранти денес во училишниот двор на Беровската гимназија го изразија своето незадоволство против полагањето државна матура. Тие на мирниот протест истакнаа дека одлуката за бојкот на наставата во 4-та година не е одлука на поединец по успех или титула, туку е донесена врз база на претходно остварени контакти на нивните представници со представници од другите училишта, поврзани со бојкотот на наставата. Пред се би го изразиле нашето чувство на гнев, кое беше поттикнато од правење промени во образовниот систем, за кои сметаме дека моментално не би требале да бидат ставени пред нашето барање. Во моментов мислиме дека нашето барање треба да се земе во прв план. Откако не добивме никаков одговор на барањето, целосно да се укине матурата, направивме компромис и мислиме дека најлогично и најсолидарно решение би било да се усогласиме со скратена верзија на матурата. Додадоа дека согласно планот за образование на средношколците се предвидува измена на законот за државна матура, со која би ја полагале оние кои би изразиле желба за тоа. Планот за образование. Измена на законот за државна матура, со што матурата не би била задолжителна за сите, односно би ја полагале оние кои би изразиле желба за тоа. Кратење на содржината на матурата во најбрзиот можен рок. Ова кратење предлагаме да биде на неколку начини. Првиот начин е да се скрати бројот на предмети кои треба да се полагаат, односно да се полагаат само 2 предмети, од кои првиот би бил мајчин јазик, а другиот во зависност од одлуката на матурантот. Додека според вториот начин бројот на предмети да остане непроменет, но најдоцна до средината на јануари целата содржина да биде скратена. И во двата предлози настојуваме прашањата кои ќе ги содржи државната матура да бидат најдоцна до февруари објавени. Во однос на часовите кои не се реализирани цела недела, се надеваат дека нема да бидат регистрирани како неоправдани, бидејќи тие само ги бараат нивните права. Часовите не се реализирани оваа цела недела и се надеваме дека нема да бидат регистрирани како неоправдани изостаноци, бидејќи ние само ги бараме нашите права. Оценките досега, по моје мислење, би требало веќе да бидат формирани, бидејќи оваа недела нема да изгубиме многу, да речеме по 2 часови од секој предмет, и со тие 2 часови не можат да бидат формирани оценките, тие требало претходно да бидат формирани и мислам дека треба да бидеме оценети коректно. Притисоци за да се вратиме на настава има, но ние ќе бидеме истрајни во нашите одлуки. Исто така имаме поддршка од некои професори, но има и професори кои што не поддржуваат. Од гимназијата не излегува со официјална изјава, но додадоа дека не се против барањата на учениците, но од друга страна бараат да се почитуваат постоечките закони околу спроведувањето на државна матура. Не сме против барањата на учениците и секогаш сме за соработка, но конкретните барања се до Министерството. Тоа е дел од законот кој никој нема право да го крши, истакнаа од Беровската гимназија. Околу 100 матуранти треба да полагаат државна матура во Берово. Повеќето ученици им изразиле поддршка, а тука се вбројуваат и учениците од Пехчево, кои, како што велат, се на нивна страна.